Државата има силно изградена професионална полициска структура која секојдневно комуницира со партнерски служби од регионот и пошироко, како што е размена на информации што само по себе е гаранција дека навремено би превенирале и би одговориле на евентуални терористички закани. Одговори министерот за внатрешни Митко Чавков на прашањата од медиумите дали Македонија може да биде цел на терористите и дали МВР е подготвено да одговори. Има реални можности за евентуален терористички напад од една страна. Од друга страна, ние и досега сме покажали висок капацитет и професионални капацитети во справувањето со терористички насилни групи. Ефективно сме се справиле со нив. Прашањата доаѓаат по терористичките напади во Европа, кои станаа секојдневие, а земјава е на браникот на Унијата од мигрантската криза и ризиците кои ги носи. Состојбите во Европа и пошироко упатуваат на тоа дека нема простор за теоретско елаборирање и за импровизација, туку треба конкретно и фактичко подготвување за евентуален терористички напад, бидејќи се многу реални, нагласи министерот по денешната промоција на 24 нови возила, донација за граничната полиција од Меѓународната организација за миграции. Донацијата е во висина од 700.000 евра, а се очекуваат и нови материјално-технички средства од Европската Унија и од Чешка, со што граничната полиција ќе располага со околу 100 возила за различни намени. Денот на затварањето на западно-балканската рута ние не бевме во заблуда дека оваа состојба ќе прекине или дека ќе завршат проблемите со бегалската криза или дека ќе завршат проблемите со отварањето на нови рути. Напротив, проценките наши беа тогаш дека ќе се активираат организирани криминални мрежи од Република Македонија и меѓународно. Ние веќе сме сведоци на таква една интензивна активност на организирани криминални мрежи. Успеваме за сега на така висок професионален начин да ги превенираме преку откривање и враќање на мигрантите, односно на бегалци кои илегално влегуваат во Република Македонија. Според Сонја Божиновска, раководител на канцеларијата на меѓународната организација, овие возила значително ќе придонесат за зајакнување на капацитетите на граничната полиција во справувањето со миграцијската состојба. Беше обезбедена значителна подршка во опремување на транзитните прифатни центри со услови за привремено сместување на мигрантите. Потоа беше обезбедена и значителна подршка на медицинскиот сектор преку донација на опрема и реновирање на болницата во Гевгелија, како и во Куманово. Вчера председателот Иванов при посетата на армијата на јужната граница рече дека заедно со полицијата спречени се околу 18.000 илегални премини и од институциите се подготвени од можен втор мигрантски бран.